Гостин во денешното издание на вестите на Канал ВИС е директорот на Центарот за јавно здравје од Струмица, Перо Витанов. Со директорот Витанов денеска зборуваме за актуелната тема не само кај нас, не само во Струмица и Земава, туку општо во светот. Директорот, добродојдовте и кажете ми, што е она кое што во последните неколку денови е секако актуелно, како апел, вие како Центар за јавно здравје, онаму од каде што покренувате сите иницијативи за заштита и до каде сме со свест? Што е она кое што сакате да алармирате и да апелирате од струмичани? Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Струмица е здравствена установа чија основна дејност е пружење на превентивна здравствена заштита на подрачјето кој што го покрива, а тоа се општините Струмица, Василево, Босилово, Ново село и Валандово. Би апелирал до граѓаните строго да се придржуваат до мерките на Министерството за здравство и уредбите на владата од 22 април 2020 година, каде што стриктно се назначени како треба да се однесуваат, односно дека треба да носат заштита на лицето, и тоа заштита на лицето на тој начин што било со маска, било со хируршка маска за еднократна употреба, било со текстилна маска за повеќе кратна употреба, било со шамија свилена, било со што. Меѓутоа, важно е да предавот на устата и носот да бидат покриени. Значи, строго да се придржуваат до ова, при излегувањето од своите домови се должни да го прават тоа. И исто така да се зголеми мерките за хигиенски активности на граѓаните, односно почесто миење на раците и да се одржува секако дистанца. Исто така би апелирал и до собствениците на ресторани, на кафетерии, на угостителски објекти и слично, строго да се придржуваат до протоколите за отварање и работа на истите. Бидејќи на тој начин се штитиме самите себе, ги штитиме своите најблиски, меѓутоа и една компонента која што многу ретко се спомнува, а тоа го штитиме здравствениот систем. Не сакаме да дојдеме во ситуација како некои држави, да кога има неограничен број на заболени, каде што здравствениот систем едноставно не можеше да ги прими. Затоа пак ќе нагласам носење на заштита на лицето, држење на дистанца и трето, зголемени мерки на хигиенски мерки. Почесто мирење на раците. Директоре, каква е состојбата во моментот во Струмица? Какви се бројките и колку вкупно имаме позитивни на COVID-19? Од почетокот на пандемијата има вкупно заразено 32, од кои што активни имаме 15, 15 има кои што се оздравени и 20 имаме починати. Така слушавме колкава е бројката на лицата кои што се позитивни од COVID-19, колку лица имаме во изолација во моментот во Струмица? Во изолација моментално имаме 22, меѓутоа земајќи во обзир дека имаме нови денес заразени, мислам дека во изолација ќе се зголеми бројот. Точно не можам сега во моментот да ви кажам, затоа што се прави епидемиолошко мапирање, се вршат епидемиолошки анкети на контакти со позитивните лица, така да утре ќе имаме точната бројка на лица кои што ќе бидат во изолација. Директоре, ја дознавме и бројката на заразени и на лица кои што се во изолација, позната ли е бројката на кластерите? Па видите, интересно е што не би можеле така да го дефинираме тоа, бидејќи се јавуваат како спорадични случаи од различни места. Од различни села, кои што се во општините што ги набројав, и во Струмица интересно се јавуваат, имаме 2-3 случаи кои што се појавуваат од исти кластер, воглавном се различни кластери. Најмладиот денес што е позитивен е 24 години. Значи, границата се намалува, затоа пак би апелирал да се придржуваме кон мерките на владата и на Министерството за здравство и верувајте, ако сите се придржуваме на ова, за многу кратко време Струмица ќе биде нула. Ова беше разговорот со првиот човек на Центарот за јавно здравје од Струмица, Перо Витанов, а ви останете понатаму со останатите содржини на вестите на ВИС.